Градот Битола, некогашниот центар на црковното пеење во Македонија, во кој како псалти престојувале најголемите музички дејци од периодот на националната преродба. Во последниве 15 години на планот на црковното пеење се повеќе си ја враќа старата слава. Беше истакнато на денешната промоција на музичкиот албум со црковно пеење Псалми во Битола. Албумот се состои од 10 композиции кои ги изведуваат машкиот хор Свети Нектари Битолски и женскиот хор Свети Макрина под диригентство на Игор Гулевски. Застапени се автори од 18-19 век, една композиција на професорот Коджабашија, првиот псалм, Блажен муж. Така да чест ми е во секој случај да промовираме CD со црковна музика во Битола, бидејќи Битола уште во изнатите векови бил центар на овој вид на музицирање. Издавач на музичкиот албум со црковно пеење Псалми е Центарот за култура од Битола. Ова е еден проект кој што подолго време го работевме и придонесува за зачувување и негување на богатата традиција на црковно пеење кој што Битола од секогаш ја имала и многу соодветно се надополнува на бројните активности кои што ги има Центарот за култура во изминатиот период и во иднина кои што ги најавуваме. Освен промоцијата на музичкиот албум Псалми, професорот Јане Коджабашија на денешниот промотивен настан представи дел од своите 15 книги. Центарот за култура прави голем гест, голема пружена рака кон нас кои што се занимаваме со црковното пеење. Го издава CD-то на протопсалтот Игор Гулевски. На пожелба на протопсалтот да бидам промовиран и јас како човек кој што издал одреден број книги од црковното пеење, навистина тоа ми причинуваше радост, го прифатив тоа и еве заедно со својот бивш студент, кој што сега е магистар, правиме промоција, тој на своето CD, јас на своите книги. Професорот Коджабашија исто така истакна дека е посебно среќен што успел да го открие градоборскиот најголем македонски псалт на сите времиња, кој го пронашол во една библиотека во Солун, пошто ја напишал книгата Литургија.